Ден по најавениот табер од Брисел, надежите и оптимизмот во Република Северна Македонија се заменети со трезвеност. И по 10-та препорака за почеток на преговори со Европската Унија, се уште е неизвестно дали ќе има датум за старт на диалогот со Европската Унија. За прв пат шефот на државата Стево Пендаровски во вилата Водно ги собра на иста маса и власта и опозицијата, а во присуство на евроамбасадорот Самуил Жбогар. По 10-та препорака за старт на преговори, шефот на државата Пендаровски изјави да не бидеме колекционери на позитивни извештаи. Време е да започне диалогот со Европската Унија. Она што можеби не му успеа на премиерот Заев за време на кревањето на знамето на НАТО пред влада, му успеа на претседателот Пендаровски. На иста маса да ги седне представниците и од власта и од опозицијата. Зошто клучните политички партии, најголеми, никако не може да најдат заеднички јазик или консензус по стратешките прашања, речи си 28 години. Зборуваш за опозицијата и... Опозиција власт. Морам да ти кажам дека јасно ми е отприлика. Тука има лични мотиви на главните носители на моќта во двата блока. Имало врска тоа во минатото. Мисля дека сега ќе биде исклучок и се излажав. Зашто станува за толку крупно прашање, зборувам за договорот од Преспа, и договор за кој и на политичките и дипломатски лаици ми е апсолутно јасно дека не можеше да биде подобро изведен и сите знаат, и политички полуинформираните, дека за тој договор стојат најголемите сили на светот. Значи, сиот оној компромис, да не го повторувам, што ние добиваме во договорот, што Грција добива, е направен под директно, освен директните актери, се разбира, преговарачките тимови, пред се премиерите на двете држави, меѓутоа под директно супервизорство на САД, на Германија, на Велика Британија, на Франција. Чи во таква ситуација јасно ви е дека малата Македонија не може многу да излегува надвор од рамки и мислам дека тука може да се најде заеднички јазик. И последно, навистина мислам дека вчерашниот чин на кревање на знамето пред зградата на владата беше идеална прилика и лидерот на опозицијата да биде тука, сите луѓе кои објективно низ годините биле за таа наша евроатлантска интеграција. По изборите и смените во евролидерството, кај нас нема еуфорија, многу иницитации со датум за преговори. Се уште нема гнев и кај луѓето кон новото исчекување. Пендаровски и Жбогар ги соопштија приоритетите во реформите. Корупцијата го еродира општеството, граѓаните ги прави недоверливи и апатични. Конечна промена во титулирањето претседател на Република Северна Македонија. И тоа е сведоштво за изминатиот период. Премиерот Заев пред речиси 2 години кога дојде на власт најави дека ќе има скромна и рационална влада. Но речиси се зголемува бројот на советници и на административци за ухлебувањето на луѓе во владата и во администрацијата. Ке разговарам со Сашка Цветковска. Објавивте 2 стории поврзани со советниците на премиерот Заев, но се уште бројката на советници не ја надминува со онаа бројка која екс-премиерот Груевски имаше. За екс-премиерот Груевски знаевме дека има 91 советник на денот на заминување од неговиот мандат и дека за тоа државата годишно трошала 1,7 милиони евра. На почетокот на неговиот мандат ниту Груевски немаше толку многу советници, ниту се трошаа толку пари, но сето тоа прогресираше со тек на време. Наша работа како новинари е да следиме што се случува и што работи власта. Бројката од 39 советници кои се надворешни советници или на месечен хонорар, имаме дополнителни советници кои се вработени нели редовно и со тоа се 63, тоа се веќе 2/3 од таа бројка. Тоа воопшто не е мал број на советници, но главното прашање не е колку се тие советници. Можеби на оваа земја видат дека во каква постојана криза и требаат многу советници. И тоа не е спорно. Спорно е кои се луѓето и кои се критериумите според кои премиерот сам арбитрарно ги бира луѓето кои го советуваат. Има ли потреба од толков број на советници и како гледаш на профилот и за изборот на тие луѓе кои го советуваат? Меѓу другото, последната листа меѓу последните оние кои се појавуваат се Александар Ружин, син на екс-амбасадорот Нано Ружин, познатиот писател Венко Андоновски. За овие две личности годишно се издвојуваат бруто околу 18.000 евра, ако не се лажам. Точно 18.000 евра месечните хонорари кои тие ги добиваат, едниот е 50.000 денари, другиот е 40.000 денари
за Андоновски, Ружин зима 50.000 денари. Прашањето е што тој сработил за овие 50.000 денари. Ние кога работиме на проектот во вредност од 2-3.000 евра, на кој работат неколку луѓе, кои ќе земат хонорар од 200 евра, правиме цели тајмшити дневни, каде што пишуваме кој што точно во колку сеат сработил, праќаме анализи, што е компетенцијата на младиот Александар Ружин. На многу од социјалните мрежи коментарите беа дека неговото единствено CV е што е син на Нана Ружин. И да, звучи сурово. Многу од колегите деновиве ни сугерираат да не одиме толку нападно, малку да припазиме, па секој имал право на работа, но не знам зошто сите се плашат да ги наречат работите со правото име. Факт е дека на советничкиот список на премиерот имаме татини синови, имаме нечии љубовници, имаме луѓе кои со сомнителен бекграунд, луѓе кои учествувале во насилство, луѓе со кривични пријави. Има и луѓе, на вистина има и луѓе кои си ја работат. Еве професорот Исмет Рамадани, например, кој исто така му е советник, тој од прва знаеше да ни каже што работи, како работи, ни раскажа колку пати месечно пишува анализи. Мислам се гледаше дека неговата работа дава некаква вредност во тимот на премиерот. Но што прави Филип Андов Сокол? Што работи Филип Андов? Дали имате информација? Ние не знаеме. Информацијата е куса. Тој владата само ни одговорија дека тој го советува премиерот за односи со градот Скопје, општините во градот Скопје. Кој е Сокол? Какво е неговото искуство во работа со локалната самоуправа? Излегување на по кафиња и пијачки, мислам дека не е сепак сериозен бекграунд за некој кој треба да му дели памет на премиерот. Мислам дека е праведно да очекуваме дека оние кои не го му делат памет, оние кои го советуваат, треба да ја дадат некаква вредност на неговата визија која тој сака да ја имплементира раководејќи оваа администрација. За жал, со овие луѓе ние се сомневаме дека намерите се добри, дека намерите се да се спроведат реформските процеси. На крајот на денот, јас во тој список на советници видов многу малку луѓе кои го советуваат премиерот за состојбите во владењето на правото, за борбата со корупцијата. Ме разбирате? А тоа владата постојано повторува дека е нивна приоритетна и врвна заложба. Што го советува премиерот Заев Арсовска? Имате информација? Стефани Арсовска не знам дали го советува премиерот, не верувам дека го советува, да ни одговори дека работи во кабинетот на пратеничката, но прима месечен хонорар. Поранешната пратеничка Ленче Николовска, која сите ја знаеме, таа ја водеше емисијата Фармер, со која незиното семејство раководи еден интернет портал, во каде што можеме да читаме колумни на Стефани Арсовска, барем можевме до пред некое време. Стефани е млада девојка на која веројатно и предстои убава иднина. Меѓутоа, системот и како тој функционира го диктираат оние кои одлучуваат. Ако ние им кажеме на сите Стефани во оваа земја дека е во ред, дека тие може да имаат титула советник без никаков сериозен бекграунд, освен партискиот и опортунистичкиот, преку лични линкови контакти со други луѓе, ние навистина создаваме генерации на млади луѓе кои во иднина ќе мислат дека се таму затоа што тоа го заслужиле, и еден ден кога ќе треба да се заминат, ќе имаме една колективна фрустрирана младина. Работите се малце посериозно од едно обично назначување на нечи советник. Цветковска, по серијалот истражувачки истории поврзани со работата на владата и особено последниве околу советниците, владините советници, дали се соочувате со некакви притисоци околу критичката обсервација ваша на владината, работата на владата? Да бидам искрена, никој директно не ни се заканува, никој директно не ни пишува. Тоа е задача на партиските ботови вработени во централите, нешто што го правеше и ВМРО ДПМН, и тие на социјалните мрежи не дисквалификуваат и напаѓаат, аргументите се бројни, од лични дисквалификации, напад на човековото достоинство, како например која е таа, не знам, смрдла Сашка, од кај дошла, она ли ќе кажува Сокол е градски дечко. Јас на дистите имам да им порачам кој е побогу Сокол, освен што знаеме дека Сокол е еден сомнителен лик од Скопскиот град со дубиозни врски со Скопското подземје, например, кои допрва ќе бидат предмет на истражување во истражувачката репортерска лабораторија. И на крајот на денот тој е и најдоле во тој еден систем на партиски мршојатци. Има многу повеќе и посериозни случаи. Во Македонија е факт дека се уште владе организираниот криминал.
Минатата година работевме истражување за трговија со оружје и муниција, заедно со мрежата за известување за организиран криминал и корупција. Тоа истражување, првиот дел се објави лани, во јануари. Работата на вториот дел, во кој учествуваа 6 држави, беше толку сериозна, што организацијата ми назначи 4 месеци физичко обезбедување. Јас имав обезбедување од октомври, па речиси до крајот октомври, ноември, декември и дел од јануари ми се чини, во Македонија, во време на владењето на СДСМ, и се уште не можеме да добиеме многу од документите кои ги бараме во сензитивни сектори како одбраната, полицијата, разузнавањето, но приказната не може да умре. Никогаш. И може да се очекуваат продолженија за неколку месеци. Кога би направила компарација со владењето на Груевски и ова сега со Заев во однос на транспарентноста, вработувањата на партиски послушници? Кога би направиле споредба, има значајна разлика. Оваа влада на вистина е подобри транспарентноста. Например, оваа приказна, овие исти приказни, јас ги работев и кога беше ВМРО ДПМН на власт. Зборуваме за назначувањата на советници, назначувањата на лица во правните и надзорните одбори. Меѓутоа, самите институции беа толку нетранспарентни. Нас понекогаш ни треба недели за да ни кажат кои се членови именувани во надзорен одбор. Ништо немаше на нивните веб страници. Воопшто немаа портпароли и одбиваа да комуницираат. Рака на срце, оваа приказна ја направивме со само едно барање првично до владата, која во навистина кус рок, може би ден-два, ни го испради на колешката Маја Јовановска целиот список со сите плати и сите прашања. Не е прашање транспарентноста која навистина е подобрена. Прашањето вистинско е отчетноста и одговорноста. И што кога зборуваме за големиот и за крупниот организиран криминал? Тука не гледаме ниту одговорност, ниту отчетност. Видовме многу скандали, посериозни скандали. Гледаме како се прешифтува големиот крупен бизнис, кој претходно беше доведуван во конекции со организираниот криминал и со перење пари, овозможено преку државно спонзорирани сделки. Сега тие исти луѓе гледаме како се прегрупираат околу некое ново јадро во оваа власт или различни јадра и едноставно граѓаните со право прашуваат докаде се реформите во борбата против корупцијата. Докаде сме со одговорност и со отчетноста? Искрено, не сме баш некаде. Ако мислите на оние отпуштања внатре-партиски, тоа не значи ништо доколку премиерот пак се обкружи со луѓе од доверба. Видете, нетранспарентни се и самите партии внатре. Начинот на кој тие функционираат внатре е ист, потоа се пресликува во работата на државата. Например, премиерот Заев во својата партија, каде што е председател од Заев, председателите на општински организации со негова одлука од Конгрес во 2013 ги бира тој самиот, арбитрарно. Претходно имало избори во општините за општински председатели на организациите на СДСМ. Сега нема избори. Сега тие се јавуваат на оглас и премиерот сам лично од огласот одбира кој ќе биде тој човек. И тоа председателот на партија, извинете. Ние не можеме да очекуваме дека, да речеме, деловната култура во една организација како партијата ќе биде поинаква кога таа партија ќе биде на власт. Факт е дека оваа партија е поинаква, дека ние не се соочуваме со оние, дека има обиди да се вклучат граѓаните и во процесите на носење одлуки, еве се носи закон млади и се. Меѓутоа, фрустрацијата веројатно и на оваа влада е што тие не разбираат дека нивна задача само единствено беше да не внесат во ЕУ, да не внесат во НАТО, односно да ја отворат портата и да дадат простор за оние кои на вистина ќе ги направат промените, а тие, тоа е другата генерација, не се овие луѓе. Што совети може да му делат на премиерот фолк пејачи, менаџери на кафулиња? Не знам какви совети може да му делат. Веројатно премиерот треба да одговори на ова прашање. Ние прашавме во владата прилика како изгледа нивниот советнички мандат, да речеме, но тоа беше кусо само објаснето со што е предмет на договорот меѓу нив и соработникот или советникот. Што совети може да му дели еден фолк пејач? Па тој е фолк водител на емисии во локална телевизија, една од личностите, кој најотворено ни кажа, и новинар, води манифестации, сега ќе го води фолк Везваландово. И тој најотворено нас ни кажа дека тој пишува пиар соопштенија за владата и брифинзи од медиуми за владата. Мислам, имаме проблеми со нашите колеги, тие воопшто не разбираат каде е проблемот
дека интегритетот е најголемиот капитал на еден новинар. А ова е во директен конфликт со начелата на транспарентност и на нашата работа. Не може денеска вие да куцате PR соопштение за органите на владата, како што се изразија, а после да одите да бидете новинар, да напишете текст, да си правите интервју. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Тоа беше Сашка Цветковска од ТИРЕЛ Македонија. Ние продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на емисијата. Тоа е професорот Борче Давидковски, кого прашавме дали метлата на Заев ќе донесе сериозни тектонски пореметувања на Илинденска број 2 или само ќе имаме козметички решенија. Еве ги неговите размислувања. По оноа што ги слушавме изјавите од премиерот, мислам дека и согласно Уставот, сега веќе козметичка измена не може. Зборувам легалистички, согласно Уставот. Значи, и двајца, и тројца веќе ќе помине на 1/3, бидејќи доста изротира министри, така што ќе мора да се иде со нова влада, значи на парламентот ќе мора премиерот да понуди нов состав на влада, така што предпоставувам дека тогаш ќе треба да очигледно партијата, бидејќи веќе расчистиле во партијата, еве со сите подпредседатели, генерален секретар и така натаму, Реконструкцијата на владата која најави премиерот Заев коинцидира и со добивањето датум за почеток на преговори. Можно ли е да изостане почетокот на преговори, а со тоа да навлеземе во нови предвремени парламентарни избори? Може лесно да се случи, бидејќи, како што истакнав, ние до сега само видовме желба за метла, условно речено, или за реконструкција, само од еден коалиционен партнер. Од другите коалициони партнери не видовме. Така што мислам дека доколку не се најде заеднички консензус во смисла да се сменат одредени носители на највисоки политички функции, односно на министри и заменици или на вториот, третиот ешалон, каде што од прилика не се добија овие очекувани резултати во изминативе 2 години и нешто, тогаш, ако нема расположение од страна на коалиционите партнери, едина шанса е предвремени избори, затоа што во секој случај владата ќе иде во оставка и ќе се формира нова влада. Сигурно со стари министри, сигурно премиерот
не би си го земал тој луксус, да иде со истите фаци, повторно да иде да добие мнозинство и едноставно ќе испадне многу несериозно и политички, тоа е едно самоубиство. Во очи извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, се уште не е донесен законот за специјалното јавно обвинителство. Брисел, како забелешки, ги нотира владењето на правото, борбата против корупцијата. Дали ова е само навестување дека ќе изостане датумот за почеток на преговори? Па на првата, што ја рековте за СЈО, очигледно мислам дека тешко ќе и да гледате какви се прават условно речено политички пазарења, што во Македонија веќе станат дел од нашиот фолклор. За битни прашања не треба, тука треба да има национален консензус, но за жал кај нас за тоа немаме. А сите знаеме дека тие неколку, особено 24-25 поглавја, 23-24-25, тие 2-3 поглавја, тоа се најбитни за Европа. Владењето на правото, правната држава, човековите права, корупцијата, правосудството, јавната администрација и така натаму. Мислам дека ова можда и ќе се направи консензус за СЈО, односно законот за јавно обвинителство, барем формално правно до крај на следнава недела да се помине законот, барем формално да испорачаме дека имаме некој напредок, но во другите две области треба многу да сериозно да се работи, особено кај правосудството, особено кај партизацијата на јавната администрација, особено кај независноста на институциите. Ние, за жал, се уште имаме заробени институции, каде што едноставно не се имаше по мене политичка волја. Да се имаше она волја и елан, како што се имаше за Преспанскиот договор, мислам дека до сега и овие две области, ако и останатите чинители, сега го иземам премиерот, значи останатите носители, министрите се заложеа, као што он што се заложи за Преспанскиот договор, мислам дека сега многу сериозни добри резултати ќе покажевме, особено во делот кај администрацијата и делот кај правосудството, ке корупцијата и едноставно да го речевме и веќе да го стигневме од агенда проблемот на статусот на СЈО. Непосредно пред длабокиот рез кој Заев го направи, тој имаше средба со екс-лидерот на СДСМ и премиер Црвенковски. Во политичките кулари се шпекулира дека на новите министерски позиции може да се најдат луѓе од така нареченото Бранково крило? Па не би рекол, условно речено, мислам дека веќе Заев со новиот централен одбор, со Конгресот, веќе он е етаблиран и има, мислам, доволно луѓе кои што врз основа на новите, условно речено, лица, иако има и доста и сега што се од на времето на Бранко, да бидеме искрени. И во најтесното раководство, не се тие не ги донел Заев. Така што тој континуитет во СДСМ, мислам дека ќе си продолжи, али не верувам дека он сега ќе земе да истакнати, условно речено, стари членови на СДС повторно да ги враќа во игра и да дели некои високи министерски позиции или за некои значајни функции во извршната власт, бидејќи сепак мислам дека ќе понуди, не сум сигурен, но сепак мислам дека ќе понуди нови лица, нови луѓе кои што едноставно ќе треба да се докажат, особено во оние области каде што пред малку разговаравме. Едноставно кај што се клучни и хитни одредени реформи, и тоа сериозни реформски зафати. СДСМ и Сдружената коалиција ги добија претседателските избори. Дали со изборот на Пендаровски за шеф на државата сега може да се случи да имаме преголема концентрација на моќ? Во поглед на кохабитација полесно ќе дојде. Тоа сигурно ќе биде полесно. Али вистинско дека концентрација по мене
нема. Прво, невозможно е нормативно правно, бидејќи председателот сепак е нас има многу репрезентативни функции, а нема никаква реална моќ. Дури еве сега агенцијата, ако што е за разнознавање таа помине у новото, едноставно председателот, освен врховен командант и она што подпишува указите, едноставно нема реална моќ, а предпоставувам не ке може ни авторитетивно да се надмине, бидејќи е веќе кандидат за разлика, например, од првиот председател, он со голем багаж политички, со голем авторитет дојде во Македонија и стана председател. Сега ова се фактички сите до сега што беа председатели, освен и што Бранко као лидер на партијата стана председател, сите овие останати се фактички по предлог на премиерите, по предлог на владеачките партии стана председатели. Така што побрзо кидат подпишување на законите, указите и така натака, едноставно тимски ќе се настапува еве во преговорите за НАТО, ај тоа ако е завршена работа, али особено за Европската унија, тука по тимски очигледно ќе се настапува, бидејќи од прилика тимовите ќе бидат или со исти или со луѓе многу блиски до владеачката структура. Едино тука гледам дека нешто би можело да кохабитацијата, иначе концентрација на власт не, бидејќи формално ние имаме за жал закон за председател, кој што имаме како се бира председателот и кога ќе си отиде. Оноа што се најбитните функциите, неговата кохабитација меѓу председателот и владата и министерствата, тоа не е правна празнина, едноставно законот не ни е регулирано, уставот ни остана не е регулиран и затоа доаѓа до овие ситуации, дали имал право на джепно вето, дали имал право, дали на двотретински закон ќе го подпише, нема да го подпише, дали ќе му даде мандат на мандатарот, дали ќе собирал овој подпис или не, тие работи што во многу земји тоа традицијата, политичката традиција ги наметнува, очигледно кај нас ќе треба да ги нормираме, бидејќи да не дојдеме во ситуација, еве например 6-7 месеца влада не можевме да се избереше, бидејќи оноа пинг-понг играње со тоа дали има сериозен елаборат, па дали она така наречена како беше тиранска спогодба, па дали ги задира во државните интереси, не задира, едноставно мислам се купуваше време, али до такви ситуации во иднина не смеат да се дојде, мислам дека подхитно треба тој закон да биде со сите нишани, значи и основната кохабитацијата веќе еднаш дефинитивно да биде решена во Македонија и за воиднина. Тоа да ни е поука една и за воиднина. Професор Давидковски, ви благодарам за разговорот. Благодарам. Ги проследивте разговорите со Сашка Цветковска, новинар и универзитетскиот професор Борче Давидковски. А по рекламите мој следен соговорник за вечерва ќе биде Виктор Димовски од Министерството за надворешни работи. Со него ќе разговарам околу препораката за почеток на преговори и пополнувањето на испразнетите амбасадорски места. Следете не. Брисел препорачува почеток на преговори со Република Северна Македонија во јуни, но крајната одлука ќе се знае кон средината на јуни. На оваа тема ќе разговарам со Виктор Димовски, државен секретар во Министерството за надворешни работи. Ви благодарам најпрво што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Господин Димовски, препорака за почеток на преговори со Република Северна Македонија има, но сега прашањето е кога ќе добиеме датум за почеток на преговори или кога ќе ги отпочнеме преговорите, годинава или следната година? Многу е важно што денеска добивме позитивна препорака од Европската комисија. Ако малце се задлабочиме во вордингот, ќе видиме дека тој е навистина позитивен и најпозитивен досега. Има признание на напредокот во сите области во кои што сме се ангажирале, пред се на внатрешен план, меѓутоа се гледа дека особено се ценат и постигнувањата на надворешно политички план, а тоа пред се постигнувањето на договорите
со Република Бугарија и со нашиот јужен сосед Грција, односно Преспанскиот договор. Кога сето ова ќе се земе во предвид, можеме слободно да кажеме дека има вистинска валоризација на напорите на оваа влада да се реформира нашето општество и со крупен чекор да се трне кон остварувањето на нашите стратешки приоритети, а тоа е членството во Северноатлантската алијанса и почеток на преговорите во Европската унија. Како што вие споменавте, секако се работи за препорака на Европската комисија, која е навистина еден многу важен документ, а одлуката ќе се донесе на Советот на Европската унија во средината на месецот, поточно на 16 и 17 јуни, следниот месец во Луксембург. А како се наближува самитот на ЕУ, така расте бројот можеби на земји кои се против отпочнување на преговори со Република Северна Македонија ова лето. Покрај Франција, Холандија и Данска, сега и Германија има одредени резерви во однос на тоа дали Брисел да ги отпочне годинава преговорите со Република Северна Македонија. Пред неколку недели во емисијата гостуваше германскиот амбасадор кој не исклучи можност преговорите да отпочнат идната година. Значи, не се работи за било какви резерви во однос на нашата земја и во однос на постигнувањата на нашата земја. Одредени земји имаат малку поинакви погледи во поглед на одредени прашања поврзани со идниот развој на Европската унија, како и одредени поинакви видувања кои се диктирани од нивните внатрешно политички приоритети. Секако, на ова одредено влијание имаат и резултатите на неодамна одржаните европски избори. Меѓутоа, како и да е, од она што ние го имаме како сознание, односот кон очекувањата на нашата земја за почеток на преговорите, на почетокот на ова лето е навистина позитивен. Ние се обидуваме и продолжуваме да го работиме онај што и досега го работевме. Значи, да градиме добри и успешни односи кон соседите, да работиме на реализација и имплементација на реформските приоритети и да работиме, да комуницираме со сите земји членки на Европската унија и со Европската комисија, со органите и телата, значи, на Европската унија, со цел да го презентираме постигнатото, кое навистина е импресивно, и со цел да дадеме што е можно повеќе аргументи на сите оние пријатели кои се позитивни во однос на нашите очекувања во разговорите и во носењето на одлуките да можат да ги користат. Што ако не ги почнеме ова лето преговорите со Европската унија? Ни следуваат предвремени парламентарни избори? Па јас, ние не сакаме да веруваме и ние работиме на тоа да во почетокот на летото или во текот на летото да биде донесена одлуката и да започнат преговорите. Впрочем, се работи за почеток на преговори. Не се работи за конечен прием во членство во Европската унија. А мислам дека ние исполнуваме не голем дел, туку сите услови за почеток ваков на преговорите. И ако внимателно го погледнете ја погледнете денешната препорака, ќе видите дека во дел од оценките кои што стојат таму, нашата земја е дури повисоко оценета од одредени земји кај кои што процесот на преговори веќе е започнат и се наоѓа во тек. Така да ние размислуваме и правиме се, наш приоритет е значи да продолжиме со реализација на реформските приоритети. Наша идеја и наша замисла е да продолжиме да градиме добри, успешни, позитивни односи со сите наши соседи и конечно да ги убедиме земјите членки на Европската унија дека почетокот на преговорите, продолжувањето на процесот на проширување е од интерес пред се на земјите од нашиот регион, е од поширок регионален интерес, меѓутоа убеден сум дека е тоа од интерес и на самите земји членки на Европската. Може ли изостанувањето на почетокот на преговори со Европската унија да создаде внатрешни нови поделби и раст на евроскептицизам?
Ние сме убедени дека определбата на ова влада и на сите наши граѓани е да продолжиме со овие напори и јас сум убеден дека со натамошните чекори кои што ги правиме, со резултатите кои што ќе ги понудиме и на внатрешен план, на политички план, меѓутоа со продолжување значи на демократизацијата на земјата, со продолжување на реформите во клучните области во администрацијата, во правосудството, борбата против корупцијата и така натаму. Зошто голем дел од дипломатско-конзуларните представништва се уште немаат амбасадори? Во времето на мандатот на председателот Иванов, постојано вината ја префрлавте во вилата Водно дека тој ја обструира работата, односно назначувањето на новите амбасадори. Дали сега може да очекуваме забрзан процес на пополнување на испразнетите ДКП? Вака, да кажем дека наш пристап не е некого да обвинуваме, наш пристап е да работиме и да се обидуваме да бидиме подобри од сето она што е направено претходно. И ние во изминатиот период, мислам дека на овој план направивме значаен напредок, пополнивме 18 дипломатски представништва со луѓе од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи. Јас се надевам, очекувам дека во наредниот период овој процес ќе продолжи. Сега одредени резерви кои што вие ги спомнавте и одредени препреки на кои што наидувавме, мислам дека ќе бидат надминати, бидејќи од она што беше декларирано во инаугуративниот говор на председателот Пендаровски во парламентот, од оние првични изјави од она што го имаме од комуникацијата со него, очигледно дека имаме идентични, би рекол, надворешно политички приоритети и убеден сум дека процесот на одбир и именување на новите амбасадори, а пред се во најважните дипломатски дестинации кои за жал подолго време останаа празни, сега ќе оди со забрзано. Дали најважните дипломатски дестинации ќе бидат пополнувани со кадри професионални кадри од МНР или тоа ќе бидат политички решенија? Говорам се, например, Вашингтон, Пекинг, Москва, Лондон, мислам, скоро време го пополнивте, Берлин, Париз се пополнети. Македонија е мала земја, меѓутоа ние треба да правиме се што е во наша моќ на најважните дестинации да ги испраќаме најдобрите. И јас сум убеден дека и во периодот што е пред нас, ние нашите напори ќе вродат со плод, ќе одбериме навистина добри кандидати кои што достоинствено ќе ја представуваат нашата земја во најважните светски дестинации, а моја заложба и заложба на ова раководство на Министерството за надворешни работи е колку што е можно повеќе во овој состав да бидат луѓе од професионалниот состав на Министерството. Дали истата листа со имја која му ја понудивте на претходниот председател Иванов, сега ќе му ја предложите на председател Пендаровски? Се работи, видете, се работи за процес во кој што соодветни надлежности имаат институциите на извршната власт. Нашата, како што знаете, извршна власт е двоглава, составена од влада, од председател. Во рамките на владата функционира и Министерството за надворешни работи. Во консултација и координација со сите овие институции, секако дека ќе биде изготвена нова предлог листа, која после усогласувањето ќе ја ставиме во нормална дипломатска процедура. Кој ќе биде новиот македонски амбасадор во Вашингтон и Атина? Секако ќе се согласите дека е прерано да кажуваме, ние не тргнуваме со одредени имиња, ние сепак, како што споменав, ќе се обидеме да најдеме кандидати кои што со својот бекграунд, со својот личен интегритет, прво се наметнуваат како соодветни решенија во нашата земја, а откако тоа ќе го согласиме, секако, така налага и дипломатската пракса, ќе треба да побараме согласност со дестинациите каде што ги упатуваме. Дури после тоа, откако ќе ја добиеме таа согласност, ќе бидеме во можност да одиме со конкретни имиња во јавност. Не верувам дека немате кандидати за Вашингтон, Москва, Пекинг, Атина. Се разбира дека има поголем број на кандидати и тоа е добро. Кога имате поголем број кандидати кои се наметнуваат со своите капацитети, секако и вашиот избор секогаш може да биде подобар. Поголем број на кандидати од МНР или политички решенија? Не можем да кажем. Сметаме дека
за овие важни дипломатски дестинации секогаш треба да бидат избрани најдобрите решенија и ќе повторам секогаш, бидејќи јас сум дел од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи, се обидуваме да покажеме дека и во ова министерство навистина има квалитетни кандидати кои што можат рамноправно да се носат и да се кандидираат за сите дипломатски позиции во светот. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Тоа беше Виктор Димовски, државен секретар во Министерството за надворешни работи. Со него го завршуваме и ова издание на Фактор магазин. Пријатна вечер од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. 19 часот и 15 минути на телевизија 24.